Во рамки на граѓанскиот диалог, проектите почнуваат со тебе. Општина Газибаба отвори онлайн платформа за прием на предлози од граѓаните. Секој граѓанин има можност од својот дом да го достави својот предлог проект на мејлот budget2026@gazibaba.gov.mk. Секој пристигнат мејл ќе биде внимателно разгледан од страна на тим формиран од мене, со цел да ги уредиме приоритетите според потребите на граѓаните, вели првиот човек на Газибаба Бобан Стефковски. Ги повикувам сите граѓани активно да земат учество и да дадат свој важен придонес во развојот на Газибаба, наведуваат од локалната самоуправа. Ваучери во вредност од 12.000 денари за новороденчињата додели општина Кисела Вода на настан посветен на најмладите жители и нивните семејства. Мерката представува финансиска поддршка за родителите во првите месеци по раѓањето на детето, информираа од општина Кисела Вода. Покрај ваучерите од општината посочија дека секое семејство добило и пакет со основни производи од Мако Маркет, наменет за мајката и бебето, со неопходни производи за првите денови по доаѓањето на новиот член во семејството. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска порача дека грижата за децата и семејствата започнува уште од првиот ден. Додаде дека финансиски средства се исплатени за останатите новороденчиња од претходните месеци, за кои исплатата беше оневозможена поради изборниот процес. Со оваа мерка испраќаме јасна порака дека општина Кисела Вода се грижи за своите жители уште од првиот ден, но и дека таа грижа продолжува и понатаму. Обезбедувањето доволен број градинки, подобрени и современи услови во училиштата, како и безбедни уредени простори за детска игра, остануваат наши клучни приоритети, истакна Стаменковска Трајковска. Право на апликација имаат семејствата чии новороденчиња се постари од 90 дена. Целосната потребна документација, која е сосема едноставна, е достапна на веб страницата на општина Кисела Вода. Денес се подсетуваме дека вистинската сила на едно општество се мери според неговата способност да обезбеди еднаква шанса за секој човек, истакна градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски по повод 3 декември, ден на еднаквоста и рамноправноста. Еднаквоста и рамноправноста не се идеали, тие мора да бидат секојдневна практика и принцип врз која градиме нашата заедница. Лицата со попреченост не бараат повеќе, бараат исто. Поддршка, достапност, разбирање и почит. Тие се наши сограѓани, соседи, пријатели, луѓе со таленти, идеи и визија која збогатуваат општината со своето постоење, напишал Стефковски во објава на социјалните мрежи. Како општина Газибаба вели дека остануваат целосно посветени на унапредување на пристапноста, креирањето инклузивни политики и рушење на сите физички и општествени бариери. По повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, општина Карпош додели еднократна парична помош за 213 лица. Општина Карпош во текот на целата година континуирано води грижа за оваа ранлива категорија на граѓани, преку низа активности за подобрување на статусот и нивно интегрирање во заедницата. Токму затоа локалната самоуправа распиша јавен повик за доделување на еднократна парична помош за лицата со попреченост кои се жители на општина Карпош. Оваа година на јавниот оглас се пријавија 213 лица со попреченост, кои ќе добијат еднократна парична помош од општината во висина од 5.000 денари, велат од општина Карпош. Општина Центар започнува со поставување на паметен систем на 30 критични локации кои континуирано ги следи бучавата и алармира кога е над дозволеното, информираше градоначалникот Горан Герасимовски. Од општина Центар информираа дека досега се поставени 19 уреди во Тебар Мало, на Урце Николов, Мирослав Крлежа, Отон Жупанчиќ и Боемска 1 и 2. Најавија дека следуваат нови локации Ленинова, Капиштец, Буњаковец, кај 13 ноември и Кале. Општина Центар продолжува да воведува современи решенија за помирен и поудобен живот на граѓаните, порача од локалната самоуправа. Во текот на месец ноември оваа година екопатрулата при јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје реализирала вкупно 179 едукативни разговори со представници на стопанските субјекти, како и со лица кои што биле затекнати при неправилно одлагање на отпадот.
Представниците на екопатролата ги информирале и едуцирале граѓаните на кој начин, каде и во кои термини, согласно законските одредби, треба да го одлагаат комуналниот отпад и отпадот од пакувања, со цел заштита на животната средина и јавното здравје, известуваат од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Во текот на минатиот месец, екипите на ова комунално предпријатие подигнале и транспортирале 1500 кубни метри непрописно одложен, мешан, комунален, кабаст и градежен отпад. Интервенирано е во речиси сите скопски општини, како и на така наречените црни точки, каде што е забележано континуирано одлагање отпад на јавни и на сообраќајни површини, велат од Комунална хигиена Скопје. Оттаму додаваат дека во наведените месечни податоци не се пресметани отстранетите количини непрописно одложен отпад во рамки на масовната акција за чистење на градот, што се одвиваше во периодот од 6 до 9 ноември. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно